Еден од најстакнатите македонски балетски уметници, кореографи во доменот на модерниот танц, чии кореографски достигнувања ги надминуваат меѓу континенталните граници. Игор Киров е гостин во Македонија на утро. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро ве најдов и поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. Не одолговлекував со најавата, бидејќи имаме толку многу поводи за разговор, ќе го потрошиме времето за најава, имаме побитни работи. Многу проекти изминатиот период, Игор, за кои што сакам да продискутираме наредниве минути. Едно од последните кое што го задржа моето внимание е Дортмунд, што туку се вративте од таму, се одржа балетска гала вечер на која што беше одигран дуетот Ифа и Кен со танчерите од Балкан Денс проектот. Сега како помина се во ова, имајќи предвид дека имаше многу гости, еминентни гости. Така е. Па да бидам искрен, навистина сум задоволен затоа што после целата ова пандемија од години и пол две колку трае, почнаа да се отвараат театрите, почнаа да се работуваат меѓународните гала вечери, размена на играчи, размена на кореографи, каде што секој од нас веќе договорен датум може да се представи со тоа што го има. Обично тие гала вечери се представува најдоброто без разлика како е на што е поканет. Имав среќа што веќе уште предходната година бев договорен да се представи на таа гала вечер, каде што заедно со танчери од Бразил, од Италија, од Германија, од Шпанија, од Русија успеавме да склопиме гала вечер, за кој што публиката беше воодушевена, полна сала, значи две вечери поред се идеше галата затоа што беше распродадена. Задоволен, среќен, публиката добро не прифати и покажа уште еднаш дека танчерите на Балкан Денс проектот се рамо до рамо со светските модерни и класични танчери. И ако почнеме да им објаснуваме на гледачите колку време ни требаше да се договориме за денешниот датум да ни дојдете во утринската програма, нема да ни веруваат, но многу се ангажиран навистина изминатиот период, па букиран апсолутно и во периодот кој што престои. Еден од настаните кој што сакам да го најавиме се чини навидум далечен, 11 септември, но брзо минува времето во подготовки. Тога заминувате за Ташкент и таму е закажана премиера во узбекистанскиот театар. По покана на узбекистанското Министерство за култура, преку мојот менаџер од Германија, успеавме да дојдеме во заеднички јазик да формираме или да створиме една идеја за патот на свилата, кој што е, сите знаеме, почнува од Кина, завршува во Римската империја, преку сите азијски земји, централни земји, Персија и така натаму. Еден проект кој што е наменски треба да се направи за 11 септември. Со Националниот балет на Узбекистан и нивната филхармонија, значи музиката се прави специјално напишана за тоа од нивен композитор. Јас стоам зад кореографијата, со мене носам македонски авторски тим, почнувајќи од Александра Ношпал како костим и стејдж дизајн, а светлото ќе го прави Милчо Александров од Македонската опера и балет и за 3D мапингот е задужен Милчо Узунов од 3D продукција од Скопје. Од каде се работат со Ташкент? Како се оствари комуникација? Па еве рек, значи едноставно мојот менаџер со кој што се работувам ги има тие сите конекции, на нив требаше кореограф кој што ќе донесе еден European touch, како рекоа, European touch, но има искуство со нивниот е познавач на нивниот фолклор, нивната традиција. Така да мене беше драго кога добив поканата и то директно од Министерството за култура на Узбекистан, кој што ми беше онова окей, let's see what comes out. Бевме пред 2 недели, направивме кастинг, ја бил во компанијата, театрот со се што располага целата таа институција. Мислам дека пред нас стои еден голем проект за кој што би се рекол I'm looking forward to do it. И не знам колку временски зони и температурни разлики ќе смените во периодот кој што следува и како ќе се прилагодите. Веќе во следната недела или како му доаѓа заминувате за Русија на 15 Целзиусови од 31 на 15, но и таму е закажана премиера. Знам дека треба да го најавиме и Белград, новата сезона почнува со драмска представа во која што. Така е, значи здравје Божје на 25 јуни во Санкт Петерсбург ми е закажана премиерата. Драго ми е што ќе видам како и во Узбекистан, така и во Русија ќе видам првиот македонски кореограф кој што успеал
да се представи во таа земја, во Русија конкретно се биле наши танчери или педагози и така натаму, но кога станува збор за кореографија, од тоа што разбрав еве од амбасадата, дека сум првиот македонски кореограф кој што еве ќе се проба својата среќа на тој простор за на представа кој што е веќе направена, значи имам поставено предкно, само ќе рестейдж за нив. Од старт знае што сака да ја откупи таа представа. Драго ми е, задоволство ми е, ги добивам сите услови во една од поголемите престижни компании во Санкт Петерсбург, така да сум среќен што еве ќе отворам уште еден нов простор кој што доаѓа пред мене. Бројни представи на светските уметнички сцени, но за жал од информациите кои што ги имам на домашната за сега ниту една во моментов. Зошто е тоа така? Каква е соработката со културните институции во Македонија? Јас сум секојаш отворен за соработка. Колку се конкретно македонските културни институции или македонската опера и балет заинтересирани за тоа е една како да кажем една тема за која што колку и да сакам јас од моја страна да го кажам моето мислење, сепак нели за чај се потребни двајца. Така да едноставно нема некоја си конкретна соработка, не сме на иста бранова должина, не го збориме истиот јазик, по се изгледа, и мислам дека доколку имате можност да во некој наредни мисли да ви биде гост некој од македонското опера и балет или како е нарекуваат националната опера и балет, тоа конкретно можете исто нив да ги прашате, за да можеби они ќе имаат подетален, затоа што јас не го правам, ја не ја правам репертарната политика на театрот, јас сум тука, јас сум тој. Моите кореографии зборуваат за себе, тоа што го имам поставено сега, не на репертуар, добро. Океј, тоа е нивна на кој начин ни гледа дека треба така ќе иде напред. Неголемиот дел од вашата кариера го градите во странство, практично, ето така. Практично имате и сериозно искуство да ни говорите на тема танц. Сега кога зборуваме за танц, можеме ли со актуелна состојба да се носиме рамо до рамо со, ајде да почнеме со регионалната танцова сцена, за да одиме понатаму со европската и светската? Со регионалната танцова сцена горе-доле можеме, затоа што кој ќе сватиме дека веќе Хрватска и Словенија се 5 чекорина напред. Значи, јасно не, колку се да не зборувам за европската танцова сцена, не можеме со европската танцова ни па со светска, затоа што на кој начин се постуваат репертуарните политики во театрот и на кој начин се размислува каде треба да се води театрот, според мене не е на право место и на прав начин стациониран или визуализиран. Така да каде се танчирите, тука се поставува прашањето, кои што се едуцирани како современи играчи, им овозможува ли Академијата по завршувањето на образовниот циклус да најдат соодветна работа за она што го учеле или се снаоѓаат како знаат и умеат? Види, како и во секоја друга професија во Македонија, самата институција или самото министерство или самата академија не го возможува тоа. Значи, дел од нив завршиле, дел од нив тие што завршиле едноставно се пренасочуваат во нешто друго. Ги имаме две национални академии кои што продуцираат педагози, кореографи, танчери, но после тоа многу мал дел од нив се работи својата професија. И од тука логично се наметнува и прашањето колку дипломата е важна наспроти талентот и искуството. Дипломата, тоа е моје особено лично мислење, дека дипломата во нашата професија не е важна. Според мене, можеби некои од моите колеги мислат дека затоа што магистрирали, докторирали, дека со тоа се поважни, поглавни, поуспешни. Не, нашите дела како танчер, кореограф, педагог зборуваат за нас. Дипломите се, секој мора да се едуцира, но дипломата не е престижно за да ти добиеш работа како кореограф. Колку сум во оваа професија? 30 години. Некој ми побрал диплома? Не. Успеав да изиграм 18 сезони како танчер, никој не ме праша за диплома. Аудиција, покажи, ако успееш влезеш. Кореографија. Не те викаат да правиш кореографија во други компании затоа што си магистар или си доктор, него затоа што имаш оставено за себе представи кои што се ценети, гледани, наградувани, за да ти можеш да успееш, некој да те покани да направиш нешто. Не затоа што сум магистар, па сега некој ќе ме покани за да правам представа. Тие се ствари, за мене, според мене, небулозни ствари, за кои што луѓето се на овие наши простори толку е важна дипломата, а квалитетот... Како е на другите простори, искуството со европските и светските сцени? Бев директор 5 години, никој не ме праша за мојата диплома. Така е. Бев, тоа што го реков, значи јас за 18 години никој не 18 сезони одиграв, никој не ме праша дипломата.
си ставаш CV, у CV-то ти пишено што имаш завршено. Но кога ќе влезеш у таа балетска сала, кога ќе направиш таа аудиција, тоа е важно. Бев директор, знам што ми требаше. Ми требаше танчери кои што ќе се покаже добро, а не затоа што има диплома. А кај нас е друго. Во едно ваше недавнешно интервју прочитав, велите, многу малку слух се има во Македонија за танцот и потребни се сериозни реформи во културата. Какви? Вака, не знам, во целата држава не се потребни реформи, тоа дефинитивно. Добра. А во културата, вака, како да направиш реформи кога за 5 години се променија 5 министри за култура? Некој треба да има континуитет во нешто. Како да направиш реформа, а неопходни се те реформа, кога партијата си ги поставува своите партиски послушници. Но не сме единствен пример во ни во регионот, ни во светот, каде што... Во светот не баш, не би рекол, затоа што во Германија не е баш така, во Аустрија не е баш така, да ти... Балканот си е Балкан и останал Балкан, но до кога ќе бидеме Балкан? Ние сме, ама треба некад идеме напред. За 30 години, за мене, според мене, не сме мрднале, идеме еден чекор напред, два назад. И ако имаме квалитетна основа, што е квалитетната основа, потребно? Квалитетната основа излегува од Македонија. Еве, тука сум, се понудив, направив нешто, сакав да направам нешто, каде сум? Направив нешто во последните години половина? Не. Така да, значи, ние не знаеме да го искористиме тоа што го имаме. И тоа што ќе се постави на функција, треба да има визија, треба да има идеја, во кој правец ќе се води таа. Дали некој одговара, доколку, еве, директор си на институција, треба да имаш програмски план, визионерски план, во кој правец ќе се носи. Доколку не го оствариш тој план, дали снесеш одговорност на сето тоа? Ако сум ти дал 100.000 евра да направиш представа, ти одиграш 2 представи. Зашто не се прави представа, не се да фрлаат пари за 2 представи или 3 представи? Значи, треба да си има визија во кој правец. Короната, окей, короната е завршена. Пред короната беа 3 години. Што се направи за тие 3 години? Исто пак ништо. Значи, едноставно, кога ќе се постават луѓе без визија на чело, нема прогрес. Имаме ли публика? И тоа го нема. Публика има, но треба да знаеш што продаваш на таа публика. Бев директор 5 години во Сплит. За 5 години секој представа беше пуна. Македонска опера и балет, или конкретно во Македонија, не може да напълнат. Еве, Жизел беше пред 2-3 дена, не знам кога била Жизел, со 200 луѓе внатре. Тоа не е публика. Но културата на живење се гради, Игор. Да, ма на културата треба да даваш квалитетен програм, да знаеш што, да имаш маркетиншка стратегија во кој правец ќе се води така. Значи не можеш ти, ако во малите места луѓето не виделе балет, не знаат што е танц, како ќе едуцираш таа публика? Значи Скопје како Скопје не е. Тоа што една представа ќе отиде во Гевгелија или во Струмица ќе се врати после година да не нема ништо, тоа не е визија, тоа не е пат некаде. Значи тоа е во место закопано и толку е. Што е со визијата за представата која што ја поставивте пред година и нешто во Штип? Супер, представата помина добро. Јас сум задоволен, направивме нешто ново, нешто за прв пат во Македонија. Добив награда на Војно Чернодарински за најдобра сценски настап и кореографија и мислам дека беше една одскочна даска за Штипскиот театар да се покаже во едно ново светло. Сепак покажавме дека се може, ако се сака. Се може, кога се сака, значи пак ќе кажам, кога знаеш што сакаш. И во условите во кои работевте, Штипскиот театар. Да, така да јас се надам дека тој театар наскоро ќе биде реновиран, Домот на култура, дека ќе се подобрат условите за да може за оние кои што доаѓаат накнадно да имаат подобри услови за разлика од тие што се сега. Агендата е полна, што значи ќе имаме многу поводи за следна средба во оние ден-два кога ќе се вратите во Македонија. Па има, мислам, како што реков, сега за сега сум тука уште неколку дена. Здравје Боже, 2023-2024 регионално, Сараево, Дервишите смртта Белград и здравје Боже Приштина, Косовскиот балет. Тоа е за регионално, а после тоа 24-та доаѓа Дортмунд, доаѓа Бременхавен во Германија, така да оно што само да се наврзам оно што реков претходно, никош не сум зависел од Македонија, кариерата направив надвор, ни пак е зависам од Македонија. Се што правам и се надам ќе правам во завоиднина е за добробит за развивање на македонската танцова сцена, а не за мој личен интерес. Видов кога набројувавте некои 7 поводи за следни средби. Што е добро. Да, има. Добра стартна основа имаме. Секојаш си има разлог за разговор, за добар разговор, секојаш постојат могуćности за тоа. Благодарам за гостувањето, Игор. Фала и на вас.